Добар ден, почнуваат подневните вести на Канал Плюс. 20 на минути за на актуелните случувања денес. Почнуваме по најавата за дел од темите. Целосно ослободување од партиципација и можност за инвитро оплодување за трето и четврто дете. Владата денови веќе одлучува за овие мерки. Денес празнична хуманитарна крводарителска акција во Штипската локална самоуправа. Утре се слави празникот на независноста. Од денес до петок Македонија е дел од кампањата на Европската унија Биди активен, кој го промовира спортот и здравиот начин на живот. Укинување на партиципацијата за инвитро оплодување како и можност за инвитро за трето и четврто дете. Ова ќе биде дел од работата на наредната владина седница, најави премиерот Груевски. Ние сме веќе во владата во длабоки анализи и јас мислам дека наскоро ќе излеземе со еден нов предлог, а тоа е предлог да се помогне и на оние кои што сакаат да одат со инвитро вештачко оплодување на трето или четврто дете. Како што знаете, досега беше дозволено подршка на оние кои што сакаат за прво и за второ дете да имаат да користат инвитро. Сега владата прави пресметки да се одобри инвитро за трето и четврто дете. И второ, да се ослободат од партиципација сите. И оние што се за прво, и оние за второ, и оние за трето, и оние за четврто. Партиципацијата изнесува околу 6000 денари. Македонија и оваа година се приклучува на Европската недела на спортот, заедно со 28 земји членки на Европската унија, вклучително и Исланд, Норвешка, Лихтенштајн и Турција, ке партиципира во глобалната манифестација за афирмација на спортот. И оваа година Македонија ќе биде дел од кампањата на Европската унија Биди активен, со која се промовираат спортот и здравиот начин на живот. Учесници во предвидените активности од кампањата Биди активен, што ќе се одржи од денес па се до петок, ќе бидат учениците од основните и средните училишта, како и студентите. И годинава Република Македонија ќе биде вклучена во големата кампања на Европската унија под наслов Биди активен, односно Би актив, со кој што се промовира спортот и здравиот начин на живот низ цела Европа. Владата на Република Македонија преку Министерството за образование и наука и Агенцијата за млади и спорт аплицираше до Европската комисија и доби грант за реализација на два проекти со кои што практично треба да се промовира спортскиот и здрав начин на живот. Ни беше особено задоволство тоа што како Република Македонија сме единствена земја од регионов која што не е земја членка на Европската унија, а е дел од промотивната активност за одбележување на Европската недела на спортот. Заедно со Агенцијата за млади и спорт во наредните неколку денови, како што впрочем истакна и директорот, ќе бидат реализирани неколку настани во кои што активно учество ќе земат ученици од основните и средните училишта. Целта на оваа кампања на Европската унија е помасовно вклучување на младите во спортските активности. Буџетски форум ќе се спроведува во општина Делчево. Целта е на најтранспарентен начин со активно учество на граѓаните да се концепира општинскиот буџет за идната година. Планирани се 6 форумски сесии во Делчево, а до крајот на годината буџетски форум на истокот ќе има и во Пробишти и Пикарвинци. Општина Делчево ќе биде една од 10 општини што ќе спроведуваат буџетски форуми во рамки на програмата Форуми во заедницата во периодот од 2015-2016 година. Општина Делчево веќе има спроведено проектен форум и меѓуопштински форум, а буџетскиот форум ќе се спроведува со цел партиципативно и транспарентно изготвување на буџетот на општината за 2016 година и тоа заедно со граѓаните. Буџетскиот форум ќе се спроведува во 6 форумски сесии, од кои 5 форумски и една последователна, на која ќе се даде отчет за тоа како се спроведени проектите финансирани од општинскиот буџет. Проектите што се избрани за финансирање ќе бидат дел од општинскиот буџет, односно програма. Програмата е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, а е раководена од единицата за координација на форумите во соработка со заедницата на единиците на локалната самоуправа.
Буџетските процеси Швајцарската агенција за развој и соработка ќе ги финансира без проектен фонд, а со средства неопходни за поддршка на форумскиот процес во општините. Од источниот регион, буџетски форум во периодот 2015-2016 година ќе спроведуваат и општините Пробишти и Пикарбинци. По повод денот на независноста на Република Македонија, општина Штип и Црвениот крст денес до 16 часот организираат заедничка крводарителска акција. Освен заинтересираните граѓани, крв даруваат и вработените во општинската администрација. На 10 септември пак Советот на млади на општина Штип, Меѓународниот славјански универзитет, Американското качи и Сдруженијето Цивитас организираат хуманитарна акција за собирање училишен материјал за децата од социјално ранливите семејства. Настанот се планира во период од 15 до 17 часот на мини плоштадот во Штип. Владеачката коалиција во Германија, предводена од Христијанската унија на канцеларката Ангела Меркел, одлучи да одвои 6 милиарди евра за прифаќање на бегалци и мигранти кои пристигнуваат во земјата, објавија германските медиуми. Околу 3 милиарди евра ќе бидат вклучени во националниот буџет за 2016 година, а други 3 милиарди ќе бидат потрошени за федералните покрајни и регионалните власти, за да им помогнат во надминувањето на тешката ситуација со новиот прилив на бегалци. Поголемиот дел од жителите на Велика Британија сметаат дека државата треба да ја напушти Европската унија. Според најновите податоци, 51% од населението на Велика Британија е за излегување од Европската унија. Преостанатите 49% се за останување, но треба да се истакне дека во јуни годинава мнозинството граѓани на Велика Британија беа за останување во Европската унија. Организаторите на масовниот протест во Молдавија подигнаа шатори најавувајќи дека ќе останат таму се додека оставка не поднесе претседателот на државата и не бидат организирани предвремени избори. До овие барања дојде поради аферата за банкарска проневера на околу $1.000.000. Демонстрантите бараат оставка и на гувернерот на Народната банка на Молдавија. На протестот учествувале околу 60.000 луѓе. Тројца штипјани ќе учествуваат во вториот дел од првата премиер лига во карате во Истанбул, Турција. Станува збор за Емил Павлов, Жарко Арсовски и Сашко Патраклиев. Конкуренцијата во премиер лигата е силна, бидејќи ќе настапуваат најдобрите светски каратисти. Но штипските представници се исклучително квалитетни и докажани спортисти, па очекувањата се дека тие добро ќе се пласираат во Турција. Најголеми очекувања има за Емил Павлов, бидејќи тој досега беше европски првак и трет на европските спортски игри кои се одржаа во Баку. Тренерот на Павлов, Жарко Арсовски, ќе ги брани боите на Мак Петрол, затоа што скопскиот клуб не сака да му издаде исписница, додека Сашко Патраклиев ќе ја брани честа на Македонка. Поради повредата на европските игри во премиер лигата нема да учествува вториот освојувач на бронзен медал Мартин Несторовски. Кристијан Воденски продолжува да гази во грчко-римски стил. Тој е победник во детската лига на Хесен, Германија во категоријата до 26 кг, откако со 8:6 го совлада германецот Мац Хагодорн. 9-годишниот Кристијан Воденски со ова докажа дека не заостанува ниту во борењето во грчко-римски стил. Тој со новата победа покажа дека е добро подготвен за предстојните надпревари што го очекуваат и во другите спортови. Инаку малиот Кико го очекува нова борба и тоа на 19 септември во Лимбург, Германија, каде ќе настапи на Европското првенство во бразилско џиу-џицу. Тој доби понуда да земе германско државјанство, но се уште е цврсто решен да настапува под македонското знаме, бидејќи е сигурен дека ќе избори пласман за некои олимписки игри. Александар Георгиевски и Мартин Гоцевски беа јунаците на фудбалскиот клуб Брегалница кои што беа стрелци на вчерашниот надпревар кој што се одигра во рамки на второто коло од третата фудбалска лига Исток. На градскиот стадион во Делчево пред околу 500 љубители на фудбалот, Брегалница ја совлада Беласица од Струмица со 2:1. Надпревар во кој двете екипи имаа голем број на шанси за погодоци, но сепак 2:1 беше финалниот епилог од оваа средба.
Она што е интересно да се потенцира за овој натпревар е тоа што публиката се враќа на градскиот стадион во Делчево, која што пројави интерес да го проследи дерби натпреварот од второто коло во третата фудбалска лига Исток. Во рамки на ова натпреварување фудбалерите на Осогово ја забележаа првата првенствена победа откако со головите на Паунов кој 2 пати прецизно стрелаш, Цветанов, Натков и Јаневски, како гости го совладаа Караменци со 5:2. Во второто коло главно победа славеа фаворитите. Овчеполе ја совлада Слога со 1:0. Со убедливи 7:0 Академија Пандев славеше на тимот на САС од Македонска Каменица. Напредок Здравје загуби на домашен терен од Штипски Баби со 1:2, додека во последниот натпревар фаворитот за влегување во втора лига Плачковица славеше на гости кај Работник со 2:0. Ова е се во пладневните вести на Канал Плюс. Повеќе информации за денешните случувања гледате во дневникот во 16:30 и на нашиот веб портал kanalplus.mk. Пријатен ден!